Буџетот за 2014 година е намален во однос на 2013 година за 100 милиони денари. Повеќе објасно е зошто е така, затоа што 2013 година беше изборна година, имаме локални избори. И нормално Талески, бркајќи нов мандат, го искрено напунува пред се маркетиншки со многу предизборни методи. Поучени од искуството, сведоци сме на досегашното трошење на парите страна на Талески. Со прекројување на буџетот, со ребалансите во текот на годината, кога многу значајни и приоритетни проекти, а ветени пред избори, се бришат и се множат со нули. За сметка на нив се зголемуваат непродуктивните ставки, кои се од личен или партиски интерес, а не од интерес на граѓаните на општина Битола. Такви се, например, проектот за топлификација од десната страна на реката Драгоцка. Улицата беше скопана повеќе месеци, се закопаа и се поставија цевки, со еден збор се закопаа многу милиони денари, ама грејање нема. Потоа, капната гаража, затворен пливачки базен, реконструкција на железничката пруга за Грција, целосна реконструкција на спортската сала и многу други проекти кои што во минатите буџети ги представил и ги проектирал Славен Талески. Тоа значи дека градоначалникот и под трети мандат при начинење на буџет не се научи да понуди еден реален и транспарентен буџет кој ќе осликува финансиската моќ на општината и ќе реализира проекти од општ интерес. Талески за наредната 2014 година ќе има на располагање 23 милиони евра и ако се добро испланира, сигурно ќе ги решат многу од проблемите на граѓаните. Но имаме сомнеш дека овој буџет, вака како што е предложен, не може да биде ниту развоен и нито далеку ќе помогне во развојот на нашиот град Битола. Ние од опозицијата секогаш сме прагматични во кажувањето на планирањето и трошењето на народните пари од буџетот. Истото ќе го направиме и со овој буџет. Ќе се обидиме со амандмани и предлози да подобриме распределбата на средствата, се со цел да придонесиме трошењето на пари да бидат за приоритетни проекти, за подобрување на инфраструктурата во општината и за подобар стандард на нашите сограѓани. Го слушнавме градоначалникот, кој побара конструктивност од опозицијата и кажа дека доколку дојдат предлози за буџетот од наша страна, ќе се разгледат и ќе се прифатат. Тоа го кажа јавно на почетокот на оваа седмица. Токму затоа, денес ние од опозицијата предлагаме амандмани за овој буџет за подобрување на животот на битолчани. Амандмани кои што се всушност предлози на нашите сограѓани. И доколку не беше лицемерна таа негова изјава, го повикувам градоначалникот истите да ги разгледа и да ги прифати. Само така ќе покаже дека се грижи за сите наши сограѓани, без разлика на нивната политичка припадност или неприпадност. Почитувани колеги советници, за таа цел денес во името на граѓаните на општина Битола ги предлагам следните амандмани. Првиот амандман – набавка на 2 мобилни мерни станици за мерење на квалитетот на амбиентниот воздух во Битола во износ од 5 милиони денари. Втор амандман – формирање на јавно предпријатие за топлификација со почетен основнички капитал од 5 милиони денари. Трет амандман – реконструкција на фонтаната пред заводот и музеј со 3 милиони денари. Четврт – реконструкција на офицерски дом и неговите придружни објекти со 12 милиони денари, односно по 4 милиони денари во наредните 3 години. Петти амандман – реконструкција на спортската сала Младост со вкупно 18 милиони денари, односно по 6 милиони денари годишно во наредните 3 години. За предложените амандмани од страна на опозицијата предлагам да бидат прифатени со нивно вклопување во постојните ставки на капитални расходи, како и редистрибуција на дел од тековно оперативните расходи во зголемување на капиталните расходи.
Очекувам за вака предложените амандмани поддршка од советниците од владачкото мнозинство, исто така поддршка и од градчелникот на општина Битола. Ви благодарам.